Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Ова издание ќе зборуваме за повеќе теми, меѓу другото за терористичките напади во Париз, за нивните последици, но и за нивните причини. Ќе зборуваме за актуелната политичка состојба во Македонија, се разбира тоа е неизбежна тема, и за некои други социоекономски теми. Почнуваме со нападите во Париз, со дел од оние текстови, анализи кои се објавени кој нас, но и во светските медиуми. Одиме со еден текст кој е објавен во лондонскиот Guardian. Насловот е: после Париз, Европа никогаш повторно нема да се чувствува толку слободна. Колку време ќе помине пред да се распадне европскиот либерализам? Исходот на терористичкиот масакр е најлошото време за правење на тие предвидувања. Екстремноста на бесот ги притиска политичарите и граѓаните да одиграат со подеднакво бесни одговори. Вреди да се утешите себе си со мислата дека до петокот навечер одговорот на Европа на тероризмот не беше екстремен. И покрај страшните предвидувања за спротивното, европските демократии не се претворија во полициски држави. Немаше бурни реакции или погроми против муслиманите. Земјите на Европската Унија, вклучувајќи и Британија, останаа претежно слободни и добри општества. Луѓето кои бегаат од вистински терор ја знаат вистинската состојба во која се наоѓаме подобро од нас. Тие бегаат кон Европа, не од неа. Можеби денес ова звучи грубо, но скромниот одговор на тероризмот е последица на скромноста на насилството. Ете, тоа е еден од текстовите објавени во Европа во британскиот печат. Одиме со еден текст на Атанас Вангелов, кој исто така цитира отворено писмо на познат француски филозоф. Колумната на Вангелов е насловена Ол антибуш. Значи, ова е анализа на филозофот Андри Бодијар, објавена некаде по 11 септември 2011. Значи се влече веќе таа паралела. Во својата долга анализа, идеологот на постмодерната зазеде становиштво дека джихадистите на Ал-Каеда, како и тероризмот воопшто, всушност имитираат латински еквивалент за старогрчката мимеза, практика на западните демократии и на Соединетите Американски држави, кои во наводници извезуваат демократии, и тоа на еден начин кој во најмала рака е проблематичен. Обично тој извоз на демократии се прави со употреба на сила и воени технологии со какви не располагаат земјите во кои се извезува демократија. Не само што на тој начин се гази по начелото еднаквост, кога на земји и народи им се наметнува однадвор политички модел во кој и по кој ќе живеат, значи тие се помалку еднакви од оние кои наметнуваат, туку се поставува прашањето каква демократија носат авиобомбите од кои најмногу страдаат невини цивили. Значи тука доста автори се зафатија со анализа на корените на тероризмот, всушност зашто тој настанува, зашто се случуваат овие страшни напади кои го потресуваат светот, а еден текст кој привлече внимание и беше пренесен од доста македонски корисници е и оној на познатата хрватска колумнистка Ведрана Рудан. Еве го текстот преведен и објавен на македонски портал. Рудан пишува: ако со години широм светот убиваш туги деца, стари лица, жени и ги уриваш нивните домови, зошто се чудиш кога смртта ќе дојде по твоето дете? И Рудан тука има ставена фотографија со играчка оружје. Еве еден дел од колумната. Не толку одамна читаме како италијанците од автобус се минјаат во наводници цигани. Овие наводници на вистина се глупост, но јас да бидам пристојна, па ги депортираа во непознато. За омразата кој секој во наводници цивилизиран европеец за американците подобро и да не се зборува, ја чувствува према во наводници исламизацијата, се е познато.
Исламистите се терористи. Во Ирак затоа што немале атомска бомба, но би можеле да ја имаат. Во Иран затоа што имаат атомска бомба. Во Пакистан, во Либија, во Тунис, во Сирија, во Афганистан. Како се исламизирала и циганизирала Европа не е целосно јасно, но јасно е како се демократизираат исламските земји. Со беспилотни летала, со убивање на стотици илјади деца, со убивање на нивните лидери, згрозување на западните медиуми, за слепување на едно училиште со црна земја во Пакистан. Тоа го пишува Ведрина Рудан во незината прилично остра колумна. А Офелија Димковска во Македонија пишува дека не случајно Париз е цел на напад. Затоа што според Димковска Париз е центарот на среќата. Не случајно Париз е атакуван. Ако се сеќавате, тоа се случува периодично и си има ритам. Секој нареден атак е пострашен. Париз е пример за град во кој се интегрирани луѓе од сите страни на светот, сите бои и вери, живеат едни со други, снимаат филмови, прават музика, уметност, живот. Не се делени по ниту една основа. Спротивно од лажните спинови, парижани се исклучиво добронамерни кон странците и секој си го наоѓа местото доколку има било каков талент или покаже познавање од било која област. Не знам дали овде замешале прсти висока политика, дали пак некој со некого заради нешто се договорил, но сега пак ќе завладее немир, пак ќе се обвинуваат едни со други, пак трети ќе бидат виновни, а вистинските виновници никогаш нема да бидат познати. Париз е космополитскиот град, најпознат град на светот, најтуристички град на светот. Ако немирот може да се расшири од некаде, тоа е Париз. Тоа го пишува Димковска. А на својот Facebook профил новинарката Мери Јордановска пишува за една појава која се појави по овие напади во светот, но и во Македонија. Значи на социјалните мрежи се разви една широка расправа за тоа која е вистинската причина за терористичките напади, па дали, да речеме, треба да се во секоја смисла да се жалат жртвите на овие напади, во смисол дека такви напади имало секаде низ светот и во други земји и немаат секогаш такво исто внимание како што имаат овие напади во Париз. Мери Јордановска сега пишува за тие појави. Аман бе луѓе, на повраќање ме тера кога ги читам преписките кој сменил профил слика во име на загинатите во Париз, кој не ги жалел сириците, кој не жалел нас. 200 луѓе загинаа, 200 семејства останаа без татковци, ќерки, мајки, синови, а вие од пред своите компјутери комотно си мрчите за профил слика на Facebook. Ви се погодија настаните за да не ви биде досаден викендов. Кога се помагаше за бегалците од Сирија, кога се собираа алишта и пари, велевте тие се терористи, ќе не исламизираат. Ако некој помага на животно, велите, ама зошто не помага на човек? Ако некој ги сочувствува со загинати луѓе, зошто не сочувствуваат кога загинале други? Ги презирам таквите, ги презирам одно на душа, зашто мислам дека тоа се луѓе кои мува не ги лази за ниту еден изгубен живот, за ниту една одегната бомба. Се плашам од таквите. Фино склупчени во комфор зоната со тон негативна енергија. И затоа избирам да бидам човек. Нема да сменам профил слика, но ќе продолжам да жалам за секој изгубен живот. Ете, тоа е тој Facebook статус на Мери Јордановска. Можеби дел од вас се пронајдовте во овие зборови, во оваа дебата која беше прилично актуелна на социјалните мрежи. Сега продолжуваме со она што го правиме во секоја трета порта. Тоа е дел анализа и коментари на дел од политичката ситуација во Македонија. Значи во тек се преговорите, во тек е спроведувањето на преговорите на договорот од Пржино. Затоа има доста коментари, доста колумни. Почнуваме со Лепослава Огњановска. Таа пишува за
тоа дека граѓаните треба да бидат транспарентно информирани за се што се договара и што се имплементира. Транспарентни преговори се услов за демократски промени. Во овој момент јасно е дека нема назад и неопходно е спроведување на договореното, отстапување води кон продлабочување на политичката криза и негативни последици кои најмногу ќе ги погодат токму граѓаните. Препораката за отпочнување преговори за членство во Европската Унија, како што се вели во стратегијата за проширување, е условена со исполнување на договореното како единствен начин за надминување на најтешката политичка криза од 2001 наваму. Но тоа не може да се сведе на понатамошно носење одлуки од страна на 4 партии со целосно исклучување на јавност. Недостигот од информации за тоа како течеле преговорите и како е донесено токму тоа решение остава простор за сомнежи, шпекулации и незадоволство. Тоа дополнително го продлабочува чувството на отуѓеност од процесот, што од своја страна поттикнува безнадежност. Тоа е тој текст. Продолжуваме со Трајче Грујовски, кој исто така пишува за политиката, но и за она што го опишуваат медиумите. Тој вели дека некогаш во медиумите се појавуваат некои наслови кои треба да бидат смешни, кои претендираат да бидат смешни, но дека секогаш не е местото за хумор во некои сериозни случувања. Па така Трајче Грујовски вели: сериозни смешки. Во клиничкиот центар во Скопје, синот, чија мајка току-што починала, пукал од огнено оружје и беснел по ходниците. Нацелил и го погодил лекарот што ја лекувал мајка му. Медицинската фела се крена на нозе, бара реформи, подобри услови за работа и оставка. Меѓутоа, министерот за здравство, доктор Нино Куршуми не го бијат, тој по партиски клуч не смее да чувствува одговорност. Смешно, сериозно, како кој го сваќа? Државата плаќа реклами за прослава на партиски празник 23 октомври, треба да се празнува како ден на македонската револуционерна борба. Меѓутоа, премиерот на телевизија кажува дека празникот е на ВМРО ДПМН. Добро де свативме, се заканува. Народот ќе реши на избори. Свативте? Добро де свативме. Ова е наша земја, не е пропагандна емисија. Почитуван читателу, состојбата е премногу сериозна за да ја разгледуваме шеговито. Меѓутоа, да се надеваме дека чувството за хумор ќе не одржи трезни и расположени во иднина да ги надминеме овие 10 години хорор. Тоа го пишува Трајче Грујовски. А за тоа како пишуваат медиумите, за транспарентноста, за пропагандата пишува и Зоран Бојаровски, чија колумна е насловена на еден начин кој директно кажува што е неговата поента. Медиумите и политиката во спиралата на молкот. Многу често спиралата на молкот, отпорот на граѓаните да учествуваат во анкетите, ја нарушува политичката репрезентативност на примерокот на едно истражување. Тоа предизвикува во истражувањето да се позастапени гласачите на партиите од власта, бидејќи на тој начин стануваат мнозинство и тоа создава многу погрешна слика за изборното расположение. Например, следствено погрешните резултати не само што ги наведуваат граѓаните на погрешни заклучоци, туку се и добра основа за дополнителна манипулација со јавното мислење. Затоа, борете се за своето мислење и не преценувајте ги медиумите, ниту истражувањата на јавното мислење, затоа што потоа може да биде доцна. Тоа го пишува Зоран Бојаровски, а колумнистот, аналитичар Джелал Хоџик сега пишува исто така неговиот наслов е јасен, самиот наслов директно кажува што е поентата на колумната на Хоџик. Заслужуваме подобра власт, заслужуваме подобро, пишува Хоџик.
Зошто оваа власт е најлошата што некогаш оваа држава ја имала? Затоа што дефицитот на демократија во општеството е најголем од 1991 година. Затоа што можеме да дебатираме дали владее режим или авторитетивна власт, но недостатокот на демократија е веќе нешто што никој сериозен не се обидува да го оспори. Сите институции се претворени во партиски, па и приватни институции, се со цел режимот да се одржи на власт. Во тој контекст е и дуплираната државна администрација, а поради нејзи и хировите на премиерот не сме задолжени за неколку милиарди евра повеќе. Оваа власт покаже и докаже дека е спремна да стави луѓе и цели семејства во затвор само поради тоа што бескомпромисно го кренале гласот против неа. Во сите релевантни извештаи стои дека во Македонија постојат политички затвореници. Колку за споредба само, деновиве Европската унија суспендира дел од санкциите кон Белорусија поради тоа што во нивните затвори нема повеќе политички затвореници. Последиците од поклопувањето на огромното мнозинство медиуми и нивното претворење во пропагандни машини е нешто што ќе го чувствуваме и многу време после падот на овој режим. Тоа е колумната на Джелал Ходжики. А главниот и одговорен уредник на Дневник, Дарко Јаневски, исто така пишува за политичките преговори во негов ироничен стил и сега Јаневски изборува за состојбата во која дел од министрите на СДСМ се заедно во влада со дел од министрите на ВМРО ДПМН. Насловот: Спасовски, Верушевски и ВМРО ДПМН, Македонија вечна. Или оној што сега е шеф на ДБК, а чие име него не знаеме, исто цел живот цајкан. И тоа во министерството, каде што како и на сите други места во државата се напредуваше само како член, најпрво на Сојузот на комунисти на Македонија, а потоа како член на СДСМ. Не достига уште под департизација Спасовски да не го протне Зоран Верушевски за некој началник. Оти тој е жртва на партискиот режим. Немој да велите два пати, оти можеби токму додека го читате ова, се пишува нова телеграма. На тоа ВМРО ДПМН ќе одговори, така што ќе му назначи заменик на Верушевски, може Амди Бајрам или некој од великиот преговарачки тим на партијата во Пржино. Тоа го пишува Дарко Јаневски. А за тоа каква полиција заслужува Македонија пишува Замир Мехмети. Тој вели дека треба професионална, а не партиска сила. И колумната на Мехмети е означена јасно. Крајно време е за силни промени. Заслужуваме професионална полиција, не партиска, која би требало да се грижи за граѓаните, а не само за партиски интереси. Заслужуваме вистински полицајци со достоинство, а не партиски послушници. Заслужуваме силна, вредна и професионална државна администрација, а не партиска администрација која ќе биде само во услуга на власта. Сите сме сведоци за тоа што се соочуваме кога ќе застанеме пред некој шалтер. Заслужуваме вистински професионални медиуми кои нема да служат само за пропаганда и за дезинформирање, туку напротив, ќе бидат во услуга на граѓаните, во обидите нивниот глас да биде пренесен на вистински прав начин. Не, ние не заслужуваме медиуми кои ширејќи говор на омраза, сакаат да не поделат по секој основ и што е најстрашно, сакаат војна да ни направат. Тоа го пишува Замир Мехмети. За политичките случувања пишува и Сотир Костов. Неговата колумна е насочена против СДСМ. Тој вели тарантелата на СДСМ, танц или убот од смртонесен пајак. Инаку, политичката проституција, јавно од сите осудувана, ама под маса без малку сите непристојно се потфаќаат и уживаат во незиното практицирање. Сепак за наши прилики, најголеми незини уживатели се СДСМ и Зоран Заев на челу колоне. Толку се излигавија со странците,
толку се испроституира со нив граѓанскиот сектор и јавноста, што јазикот им е сув, а колениците искинати од коленичење. Кој да ти мисли за рбетот, тој така одамна е извиткан до предкршење. Така е кога едно се мисли, како по секоја цена да се освои власта, друго се зборува демократија, човекови права, владење на право и праведност, а трето се прави, наместо експерти се предлагаат испорачувачи на телеграми. Тоа го пишува Сотир Костов. Емисијата сега ја продолжуваме со дел од оние останати случувања. Имаше оваа недела едно писмо кое го сврте вниманието на јавноста, ќе го видиме тоа подоцна во емисијата. Сега одиме со една вест за дадени државни субвенции за музичари. Значи, веста е по 9000 евра за Канго и за Гаджа, принц рекордер со одбиени песни. Еве, ќе го намалам фонтот да се види. На македонскиот музичар и поет Симеон Иванов Канго, државата ќе му исплати 9000 евра за 2 песни кои ги промовира во наредниот период. Македонската радиотелевизија Викендов ја објави листата со примени и одбиени композиции од последниот конкурс за музички субвенции. Во категоријата Звезди, во која финансиска поддршка е најголема, освен познатиот пејач и гитаристот Кочани со 2 композиции, позитивно е рангиран и Адриан Гаджа, на кого ќе му биде исплатена идентична сума. Жирито овој пат како звезди ги одбра и Горас Чаповски, фронтменот на Мизар, Момо Николовски и Миле Кузмановски. Сите тројца ќе добијат по 4500 евра, 3000 евра за звучно снимање на песната и 1500 евра за спот. За ова сега на Facebook реагира Филип Стојановски, кој прави една друга паралела и тој вели: кога ќе прочитате нареден пат дека државата во наводници нема пари за операција на болно дете, или кога ќе видите некој од дебело на фатираните послушници на партијата како проповеда некакви вредности, сетете се дека ова се пари земени од ваш джеп, ако треба и со извршители. Државното спонзорство на музичката индустрија исто така е комплетирано со пари доделени преку Министерството за култура, например преку поддршка на комерцијални концерти, како што ја добива продукцијата Авалон. Тоа го пишува Филип Стојановски, а еве го тоа писмо кое е објавено во медиумите од родители на дете со посебни потреби, кое според родителите било дискриминирано во градинката. Писмото е: не го маргинализирајте моето дете и сите деца слични на него. Најпрво да ви се заблагодариме што со љубов го прифативте нашето дете и вие и неговите учителки. Но сакаме да искажеме не револт, туку лутина, туку само тага што за време на представата се одлучиле да го изолирате нашето дете во занимална, посебно од другите деца кои присуствувале на представата. Со таквата постапка сакаме да забележиме дека сте извршиле дискриминација на дете со посебни потреби. Законот во нашата држава дозволува инклузија на деца со посебни потреби во градинки и во редовна настава, но не предвидува исклучување на детето за време на настава или некоја друга наставна активност. Вашето образложение беше дека ја нарушувал тишината. За жал, ваквите деца се повеќе ќе ги има на број и ќе ја нарушуваат тишината во нашите домови и нашите институции. Но таа нам не ни дава право да го изолираме во друга соба во нашиот дом или во занимална за време на театарска представа. Тоа го пишуваат родители на дете со посебни потреби и случајот во нивната градинка. За ова имаше доста реакции во јавноста, има и одговор од Министерството, ќе го видиме. Одиме со колумна на Бранко Геровски, објавена повод овој настан. Да учиме од нашите деца.
Не е лесно да се организира такво дружење, а при тоа да не се попречува нормалната настава. Не е лесно да се собладуваат предрасуди на родителите. Сето тоа бара труд, трпение и посветеност со сите. Но искуствата покажуваат дека не е невозможно да се постави правилно, а придобивките на вистина се огромни. При тоа, не мислам за придобивките за децата со посебни потреби, кои се очигледни и неспорни. Мислам повеќе на оно што го добиваат другите деца, дружејќи се со своите врсници кои се различни од нив. Мојата керка денес нема никакви предрасуди кон таквите деца и дури го изгубила чувството за различност, кое на почетокот беше присутно. Тоа ќе ја овозможи во животот многу подобро и полесно од мене да ги разбира и да ги прифаќа разликите како нешто нормално и природно. Тоа го пишува Геровски. А како што кажав, имаше одговор и од Министерството за труд и социјална политика, реагираше новата министерка Фросина Ременски, која ги повика родителите на разговор. Од Министерството потсетуваат дека согласно член 60 од Законот за заштита на децата, детската градинка запишува и прима деца врз основа на пријави преку целата година. Ако во детската градинка има пријавено поголем број на деца, отколку што има слободни места, за приемот решава комисија за прием на деца. Составот и начин на работа на комисијата, како и поблиските критериуми за прием на деца во градинка ги утврдува управниот одбор на градинката, во Советот на општина и Советот на општина во градот Скопје, се вели во одговорот од Министерството. Тоа е се што имаме за таа тема и пред крајот на емисијата ќе прочитаме уште неколку колумни кои се однесуваат на различни општествени случувања. Одиме со колумна на Горан Момировски, долгогодишен познавач на случувањата околу спорот со името и последните најави на медијаторот Нимиц дека сега е добро време да се реши спорот. Горан Момировски пишува: за кого работи Метју Нимиц? Звучи неверојатно дека Нимиц последниот чекор го направил независно со состојбата на терен, каде што се уште нема оган, но на многу места се чувствува мирис на чад. До крајот на годината Црна Гора треба да добие покана за влез во НАТО. Српскиот премиер Вучик се врати од Москва со договор што обезбедува силна руска војна помош и оружје, што ни оддалеку не е во интерес на Северноатлантската алијанса. А Меркел во една несрекна изјава го уплаше целиот Балкан и му предвиди војна ако Европската унија и Германија решат да ги запрат маршрутите на сириските и на ирачките бегалци. И сето тоа во ситуација кога Путин е решен да го запре проширувањето на НАТО и неговото влијание во светот. Фамозната линија на огнот, презентирана од државниот секретар на САД Кери, кој на 13 ноември патува во Атина, а пред 10 дена од таму се врати неговата заменичка Викторија Нуланд, не е разгорена, но големи се шансите за тоа. Проруските демонстранти во Подгорица и радикалните групи од Косово, кои се активни и во Македонија и во Јужна Србија, се во состојба на готовност да испровоцираат нови инциденти слични на Кумановскиот или тој од Гошинце. Тоа го пишува Горан Момировски. Одиме со уште еден настан кој е поврзан со здравството, а тоа се состојбите во поликлиника на МВР. Насловото е Поликлиника МВР хорор за пациентите. Чекаш во импровизирана чекална да дојде на ред, а попатно проаѓаш покрај некој забрзан доктор, дете кое толку-што примило вакцина и пишти, мислиш татко му за врачето го држи дургоноси. По некој пензионерски лелек за тоа како некој некому го земал редот, па почнува со пцовки, мајки, шајки и се што ќе му дојде на душа. Сестрата која трча како мува без глава и нема поим како си ги наредила картоните на пациентите во класерите. Чекаш, си тапкаш со место во ножете, со нозете и не дај Боже да ти се прииде во тоалет, нема никаде полоше каде не е почисто, ке рече здравствена установа, а да се нема основни средства за хигиена во јавен тоалет. Ве предупредувам, неопходно е да носите со себе влажни марамици, паломи, дезинсекција,
земете се што имате од дома. Ете, тоа е тој текст за Поликлиника МВР и со овој текст ја завршуваме ова трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Мотото на трета порта е дека не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете со програмата на 24 вести.